Gospodi Isuse Hrisте, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. U imето на Отецот и Синот и Светиот Дух, драги браќа и сестри, денес во оваа четврта недела по Педесетница Светата Црква ни го представува евангелскиот текст од Светото Евангелие според Матеј, каде што читаме за чудесната средба меѓу Господ Исус Христос и римскиот стотник во Капернаум. Овој ден исто така е и посветен на споменот на светите Божји угодници, чии животи се пример за вера, смирение и подвиг. Нивните житија ни покажуваат како Божјата благодат действува во оние што му се предаваат со целото свое срце. Кога Исус влезе во Капернаум, пристапи кон него еден стотник и го молеше велејќи: Господи, слугата мој лежи дома парализиран и многу страда. Исус му рече: ќе дојдам и ќе го исцелам. Но стотникот одговори: Господи, јас не сум достоен ти да влезеш под мојот покрив, но само кажи збор и слугата мој ќе оздрави, зашто јас сум човек под власт, имам војници под мене, и на еден му велам оди и тој оди, на другиот дојди и тој доаѓа. И на слугата мој направи го тоа и тој го прави. Кога го чува Исус, се восхити и им рече на оние што беа со него: Вистина, вистина ви велам, кај никој во Израел не најдов толкава вера. А ви велам дека мнозина од исток и од запад ќе дојдат и ќе седнат со Авраам, Исак и Јаков во Царството Небесно, а синовите на Царството ќе бидат фрлени во темнина, каде што ќе биде плач и крцкање со заби. И му рече Исус на стотникот: Оди и нека ти биде според твојата вера. И слугата во тој час оздраве. Овој евангелски текст ни открива неколку клучни духовни поуки. Прво, верата што го трогнува Божјото срце. Стотникот, иако не зна Божец, покажува вера што го восхитува Христос. Тој верува дека Господ може да го исцели неговиот слуга само со збор, без да дојде во неговиот дом. Оваа вера е пример за нас. Дали имаме таква доверба во Божјата сила? Второ, смирението на стотникот. Господи, јас не сум достоен ти да влезеш под мојот покрив, вели стотникот. Неговото смирение е клучот што го отвора Божјото милосрдие. Светите отци не учат дека смирението е темел на сите добродетели. Трето, Божјата милост без граници. Христос не го одбива стотникот, иако тој е римски војник и не зна Божец. Ова ни покажува дека Божјата љубов е за сите што пристапуваат со вера и смирение. Моќта на Божјиот збор 4. Стотникот знае дека Божјиот збор 4. Моќта на Божјиот збор. Стотникот знае дека Божјиот збор има власт над се. Ова е подсетник дека Светото Писмо и молитвите на Светата Божествена литургија се животворна сила за нашите души. Денес покрај евангелската поука црквата ги прославува следните светители чии животи се светилници на верата. Светата маченичка Агрипина била родена и воспитана во Рим. Од детството се посветила на евангелски живот, живеејќи во чистота и целомудрие. Како вереница на Христос, таа храбро пострада во времето на царот Валеријан. Претрпела тешки маки, вклучително и биење со стапови, и додека не ги скршиле коските. Ангел Господов и се јавил за да ја подкрепи. И таа го предала својот дух во рацете на Бога. Нејзините другарки Васа,
Пауна и Агатоника ги пренеле нејзините мошти на островот Сицилија, каде биле честно погребани. Праведен Артемиј Верколски. Светиот Артемиј бил младо момче од Веркола, Русија, кој на 12 годишна возраст починало од гром во 1545 година. Неговото тело останало нетлено, а по неговото наоѓање се случиле многу чуда. Тој е пример за чистотата и Божјата благодат што действува дури и кај младите. Неговиот спомен е сведоштво дека Бог ги прославува оние што живеат во неговата правда. Пренос на моштите на светиот Герман, архиепископ Казански. Светиот Герман бил архиепископ на Казан и голем подвижник на Руската црква. Неговите мошти биле пренесени во 1714 година, а неговото дело продолжило да исполнува многумина. Тој бил познат по својата ревност во проповедањето и грижата за сиромашните, покажувајќи ја силата на пастирската љубов. Владимирската икона на Пресвета Богородица е една од најпочитуваните икони во православниот свет. Таа е символ на заштитата на Божјата мајка над верните. Според преданието, таа била насликана од светиот апостол Лука и многу пати чудесно го спасувала народот од опасности. Нејзиниот спомен денес не подсетува на мајчинската грижа на Богородица. Света Етелдреда Емицка била кралица на Нортамбрија, Англија, но избрала монашки живот и основала манастир во Или, каде станала игуманија. Живеела во девственост и подвиг, а нејзините мошти биле пронајдени нетлени по нејзиното упокојување во 679 година. Нејзиниот живот е пример за посветеност на Бога над сите световни почести. Светиот Светислав, познат и како кнез на Владимир, бил праведен владетел во 13 век. Тој управувал со мудрост и богобојазливост, следејќи го примерот на светиот кнез Јован Владимир. Неговиот живот покажува дека и во световните должности може да се живее свето. Светите маченици Евстохи, Гај, Прови, Лоли, Урван и други. Овие маченици пострадаа во Египет во 310 година, за време на прогоните на христијаните. Некои биле убиени со меч, други со оган, но сите останале верни на Христос. Нивната храброст не повикува да ја чуваме верата дури и во искушенија. Преподобни Јосиф, Антонии и Јоаники, игумени Вологодски. Овие руски подвижници биле игумени во Вологодската област, познати по својата строгост во монашкиот живот и молитвата. Нивните подвизи се пример за посветеност на Бога во тишина и смирение. Новосвештеномаченици Максим, епископ Серпуховски, Митрофан, архиепископ Астрахански, Леонтий, епископ Енотаевски и други. Овие новомаченици пострадаа во Русија за време на комунистичките прогони во почетокот на 20 век. Нивната непоколеблива вера во Христос пред лицето на смртта е сведоштво за силата на христијанското мачеништво во модерното време. Драги мои, евангелската приказна за стотникот и житијата на денешните светители не учат на едно. Верата, смирението и посветеноста на Бога се пат кон спасението. Како што стотникот верувал во моќта на Христовиот збор, така и светите маченици, подвижници и праведници од денешниот ден го предале својот живот во Божји раце. Света Агрипина, со својата чистота,
света Етелдреда со својата посветеност, новомачениците со својата храброст, сите тие не повикуваат да го следиме нивниот пример. Нека Пресвета Богородица преку незината Владимирска икона не закрилува и води кон незиниот син, нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Да се молиме, светителите да ни бидат наши застапници пред Бога, за да ја зајакнеме нашата вера и да живееме според Божјата волја. Да му благодариме на Бога, што преку светата литургија, Евангелието и споменот на неговите свети не повикува кон Царството Небесно. Нека верата на стотникот и подвизите на денешните светители допрат до нас, за да кажеме: Господи, кажи само збор и душата наша ќе оздрави. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.